Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата. Добро вечер, драги слушатели. Вие сте на вреновите на Радио Слободна Македонија. Моето име е Христина Рунчева-Тасев, доцент на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје, и во наредните 60 минути ќе ве водам низ најновото издание на Умствена гимнастика. Најпрво би сакала на сите слушатели кои што се заедно со нас и не следат во живо на програмата на Радио Слободна Македонија да им го честитам денешниот ден, католичкиот Божик, со желби за добро здравје и берикетна година. Ова е всушност и последното издание на Умствена гимнастика со кое што ќе ја заокружиме оваа година, и не случајно веќе се чувствува празничната атмосфера во главниот град, но одлучив да зборуваме за една тема која што ќе се обиде на некој начин да представи еден наш политичар, меѓутоа од еден малку друг аспект. Најчесто сме свикнати политичарите да ги гледаме низ официјалните изјави, низ профилот кој што се гради благодарение на нивното појавување во медиумите преку официјални изјави. Меѓутоа, денес заедно со нас ќе биде Александар Николовски, пратеник во Собранието на Република Македонија, и ќе се обидам да портретирам еден помалку неконвенционален, би рекла, профил на тоа што значи да се влезе многу млад во политика, неговите лични искуства, размислувања. Меѓутоа се надевам дека ќе биде расположен и да пренесе некоја порака од своето искуство до сите оние млади кои што се со амбиција да влезат во политика. Често пати овде сме зборувале за младите политиколози кои што градат навистина големи амбиции за тоа како да зачекорат во светот на политиката. На почеток одиме со една музичка numera и се враќаме назад во студиото со разговорот. Токму така, вие слушате Умствена гимнастика на вреновите на Радио Слободна Македонија. Најавив дека во денешното издание ни гостува Александар Николовски, пратеник во Собранието на Република Македонија, и ќе се обидам на некој начин да прикажам еден, би рекла, неконвенционален профил, бидејќи често сме навикнати политичарите секогаш да ги слушаме низ официјални изјави, меѓутоа другата страна на нивниот развој, на градењето на политичката кариера некако секогаш ни недостига од мозаикот. Александар, добро вечер и добре ни дојде во Умствена гимнастика. Благодарам на поканата. Драго ми е што сум кај тебе гостин. Еве за слушателите, кај Христина сум бил гостин пред едно 14-15 години, можда и повеќе. Прв пат, ова е втор пат, во еден друг формат. Така што драго ми е, ти честитам за емисијава. Ја слушам повремено и навистина едно мало освежување во целиот етер и посакувам многу успешни емисии, добри гости и многу публика. И поздрав до гледачите и до слушателите, пред се до слушателите, а разбрав дека ќе оди и на видео, така што и до оние кои што ќе не гледаат. Посакувам еве убави празници кои што почнуваат веќе од следната недела. Денес католички Божик, да им го честитам на сите кои што го слават денес. А и нова година и Божик православен на сите кои што ти не слушаат и гледаат. Така, ти благодарам за убавите зборови за емисијата. Навистина ми е драго што ти имам овде за слушателите. Реков дека често сме навикнати да те слушаме повеќе низ официјалната призма на представник на политичка партија, меѓутоа денес ќе се обидеме малку да позборуваме за онаа другата страна од твојот живот. Ни заокружуваме една година. Умствена гимнастика бележи година дена веќе откако оди во македонскиот етер, и веројатно кога ја заокружуваме годината, еве како што и ова издание последно за 2015, сакаме да направиме некое сумирање на сето она што ни се случило на приватен и професионален план. Кога би требало да дадеш една оценка за изминатата година, како би ја оценил приватно и професионално? Да бидам искрен, беше тешка година. Веројатно политички една од потешките години која што и сме имали, и сум ја имал. За жал, заради настани кои што се крајно деструктивни. Знаете, првата половина на годината ја одбележа оној скандал со објавувањето на преслушувани материјали, вадени од контекст, така се влезе длабоко во приватноста на луѓето. Тоа што, за жал, ова мене ми е 10-та година во Собранието како пратеник, некоја 12-13 година во врвот на политичката партија ВМРО, па не можам да кажам дека е во една од полошите години во тој дел, но од друга страна па сум среќен што успеавме да го надминеме овој предизвик
И еве на крајов на годинава се потврдува на народна поговорка кој на друг гроб му паѓа, на крајот сам во него. Се извинам, кој на друг гроб му копа, на крај сам во него паѓа. Така што сум среќен што на крајот на годината еве убаво се завршува целата оваа приказна и излегува виделината излегува вистината на виделина. Во исто време почна убаво, да бидам искрен, на крајот на јануари бев избран за подпредседател на парламентарното собрание на Совет на Европа, реизбран за прв подпредседател на мониторинг комитетот таму, тоа е највисока позиција што македонски пратеник било кога е имал. Така што беше, како што кажав, еден убав старт и се надевам дека ќе е убав крај. Приватно беше добра година. Почесто одев дома, се гледав повеќе со моите, иначе јас сум од Охрид, за оние кои што не знаат. Така што приватно сум задоволен, беше една убава година приватно. Година на контрасти, можам да кажам, вака приватно и професионално. Така. Тоа е добро да се чуе понекогаш кога приватниот дел од животот знае да ја покаже убавата страна, знае да го компензира она што професионално веројатно не ги троши батериите. Сега, кога веќе зборуваме за актуелностите на политичката сцена, неизбежно е, барем на почетокот на разговорот, да прокоментираме, бидејќи веќе ситно одбројуваме до избори. Какви се очекувањата во однос на предстојните избори? Вклучен си директно во врвот на партијата. Што всушност ќе понуди ВМРО ДПМНЕ на овие избори и што може граѓаните да очекуваат повторно како понуда? Анкетите си го кажаа своето, многу е јасна ситуацијата, меѓутоа прашање е само на тоа каква ќе биде понудата овој пат и што може да се очекува од партијата. ВМРО ДПМНЕ ќе исто и различно на предвремените парламентарни избори во април. Исто ќе е во оној дел каде што многу конкретно ветуваме што ќе направиме во пишана програма и после тоа го остваруваме. И веќе граѓаните знаат дека ако нешто ставиме во програмата, тоа се реализира и нема отстапување од тоа. И ние бевме прва политичка партија која што го започна тоа уште некаде пред 10 години и за среќа го препознаја тоа граѓаните и се реализира. Различно ќе е во делот поврзан со мотивите поради кои што имаме избори. Тоа е расчистување на оваа цела политичка ситуација и ние ќе се обидеме во целиот тој предизборен период да ја представиме вистината. Не онаква каква што сакаат нашите политички опоненти да ја кажат, туку онаква каква што е. Ќе ја кажеме нашата приказна и се надеваме дека граѓаните ќе ни дадат поддршка. Изборите треба да се крај на цел овој процес. Многу е битно да се создадат сите услови да се фер и демократски, како што биле и во минатото. Ние го правиме тоа, сите оние барања кои што се поврзани со овој процес ги исполнивме, ги поддржуваме сите институции да максимално работат да имаме фер и демократски избори и сум убеден дека ќе ги имаме. И после 24 април државата да влезе во една нормала, да има една нормална влада, да кажат граѓаните кои сакаат да ја води државата и да имаме прв пат после подолго време еден 4-годишен мандат на една влада без вакви прекини со предвремени избори, затоа што е лошо за сите, за економијата, за општеството, за науката, за земјоделието, за медицината, за сите генерално е лошо кога има избори пред оној редовен рок, така што се надевам дека ќе се овие последни предвремени парламентарни избори. Ние сме убедени во поддршката на граѓаните. Се среќаваме на дневна основа. Еве јас на пример за 2 дена од денес ќе посетам неколку населени места во Охридско, директно ќе разговараме со граѓаните, ги повикувам еве сите оние кои што не слушаат да дојдат. Ќе има објава каде точно ќе сме и во колку часот. Тоа го прават скоро сите кои што се во врвот на партијата, комуницираме со граѓаните, не се плашиме од нив, напротив, бараме да се гледаме, да ни кажат што е добро, што е лошо, што можеме да поправиме, ако нешто сме во можност да го поправиме веднаш. Убеден сум дека ќе имаме известна победа на парламентарните избори, дека потоа ќе можеме да формираме една стабилна влада која што ќе води Македонија, како што кажав, низ еден 4-годишен стабилен период и период на развој и на просперитет. Така. Денувиве сме сведоци на една нова афера. Повторно имаме фабрика за афери овој пат, која што всушност се надоврзува на серија, би рекла, инциденти од страна на опозицијата, со кои што постојано има впечаток дека се повеќе и повеќе се има тенденција не само да се создаде внатрешна тензија, туку и да се создаде една лоша слика на Македонија пред меѓународната заедница. Имајќи предвид дека си носител на високи позиции токму во Советот на Европа како шеф на парламентарната делегација, какви се реакциите оваа година од меѓународната заедница во однос на сето она што се случува внатрешно кај нас и дали тоа ќе има импликации на долг рок? Па, тука би ги поделил на два. Прво,
голем број на пратеници и од Советот на Европа и од останати парламенти ширум Европа реагираа на тоа што се случуваше. Имаше една писмена декларација која што ја подпиша 48 видни пратеници од 21 европска држава, во која што побараа да ЗАЕВ престане со емитувањето на легално стекнатите материјали, да пратениците на СДСМ само се вратат онаму каде што им е местото во собранието и да има правна разрешница на целата оваа криза. Голем број исто така пратеници од Европскиот парламент го кажаа своето мислење, врвни политичари, врвни opinion makeri во своите земји, премиери на влади, министри за внатрешни работи и така натака. Така што тоа е едната реакција која што стои, тоа што никој не може да оправда нелегално однесување на било кој субјект, затоа што ако оправдате нелегално однесување во Македонија, тогаш ќе треба да го оправдате и во сопствената држава. Тоа е од една страна, но од друга страна факт е дека оваа ситуација нанесе огромна непоправлива штета на угледот и на имиджот на Република Македонија, затоа што ги повикувам и слушателите да се стават секогаш во позиција на некој што е од надвор. Како тие би се чувствувале кога би слушнали или би отишле во држава во која што партиите на опозиционата партија на една гнасна основа ја напаѓа владеачката партија, се водат приватни разговори во јавност, се допира во најинтимниот дел на луѓето, секако дека ќе го гледате тоа со една одбивност, но одбивноста ќе е и генерално кон државата која што ете. Така што факт е дека се нанесе една голема штета на Република Македонија. Тоа се одрази и на односите со Европската унија, чекаат да видат како ќе се изборите па да ги приложиме пристапните разговори, односно оној така наречен хлад, односно диалог на високо ниво. И за жал им дадовме аргумент плюс на грците да првпат може да кажат, видете, не е до нас, туку е до нив, ги гледате какви се и ние за тоа реагираме вака што реагираме и ги блокираме за НАТО и за Европската унија. Многу материјал на страната на оние кои што не сакаат добро на Македонија и малку материјал на оние кои што ни се пријатели и поддржувачи. Верувајте дека ги имаме поприлично многу. Јас се надевам дека ова ќе е само една кратка епизода и дека веќе од 2016 ќе можеме да одиме во една нормална политичка ситуација. Така, овде ќе направиме една куса пауза, малку музика и реклами и се враќаме на следниот блок од нашиот разговор. Тому така, вие сте на Брановите на Радио Слободна Македонија, слушате умствена гимнастика, заедно со нас е Александар Николовски, пратеник во Собранието на Република Македонија. Зборувавме малку повеќе за актуелните збиднувања на политичката сцена, меѓутоа рековме дека во ова издание ќе се задржиме и на она што значи личен профил на Александар. Имајќи предвид дека многу млад почнуваш во политичките води. Веќе рековме дека 10 години си во законодавниот дом, меѓутоа уште неколку години претходно во врвот на политичката партија ВМРО-ДПМН, што значи дека повеќе од 13 години активно занимавање со политика. Интересно е тоа што ги помина сите скалила на еден природен развој и на овие млади години едноставно создаде зрела политичка кариера, што е можеби несвојствено за многу западни демократи кога се среќаваат веројатно со луѓе од политичкиот живот на твоја возраст. Ке се согласиш ли со мене? Добро, благодарам на убавите зборови и на комплиментите. Така е, јас започнав во партијата кога се прави, можеби помладите не знаат, треба да го знаат тој период, дека не е случајно ова што ВМРО-ДПМН го прави и сега. Некаде во 2004 година премиерот на Република Македонија, кој што тоаш беше претседател на опозиционата ВМРО-ДПМН, реши да направи една голема реформа внатре во партијата, кога влегоа нови луѓе, нови идеи и нови концепти. И јас тогаш решив да се приклучам на партијата, затоа што тогаш бев студент на политички науки, тоа што сметав дека тоа е концептот кој што треба на Македонија и таа енергија која што тогаш се создаваше ни сите овие 10 години сега се пресликува во државата. За помладите тоа беше едно време кога немаше нормален јавен сообраќај, кога немаше во Скопје имаше 2 булевари, во остатокот од државата имаше по една нормална улица, колку и да звучи сега вака страшно, имаше околу 40% невработеност. Во болница не се одеше освен ако немате друг избор, ако можете да платите приватно, никој не размислуваше на државна болница. Пензионерите не земаја редовно пензија, студентите плаќаја по 2400 евра, кои што се како сега 4800
за студираат на медицински факултет или 1200 кои што се како 2400 сега за да студираат на правен, на економски и така натака. Така што таа беше една атмосфера и ние тогаш почувствувавме дека е потребна промена, нова енергија, имаше многу луѓе кои што може да го направат тоа, се собра еден убав тим. И така почна целата таа приказна. 2006 година, како што кажа, бев избран за пратеник, од тоа сум во собранието, ова е 10-та година. 4 последователни изборни циклуси, имајќи предвид дека имаше предвремени избори, еден период на зреење, на созревање, ако се споредам сега и пред 10 години, сега дека не сум истиот. Многу работи од оваа дистанца изгледаат понекогаш и смешно, но тоа и мора да созреете. Да се вратам назад, не знам дали ми прифатил 2006 да сум пратеник, ама во тие моменти не размислувате. Се шалам секојаш, кога решив да се запишам на политички науки, мајка ми рече можда е подобро да се запишеш на медицина. Не знам дали беше оправо, но факт е дека тоа беше еден повик кој што го почувствував внатрешно дека треба да го направам. Но и никогаш не се враќам назад во животот и не размислувам дали е нешто правилно или грешно. За младите кои што не слушаат, спомена и во оведот, би ги посоветувал да секојаш го прават изборот, што ви рекол ја на прва. Затоа што ако го направите изборот на прва, онака како што чувствувате внатрешно и да сгрешите, знаете барем дека сте го направиле онака како што верувате. Ако се консултирате со 10 луѓе, 10 различни мислења, секој ве гледа своја перспектива, ако ја погодите работата ти е добро, но ако ја сгрешите барем ако ја сгрешите во тој случај, не можете да кажете дека сами сте ја направиле грешката. Така што мој совет е секојаш да носат храбри одлуки, брзи одлуки, нормално и промислени, не непромислени одлуки, но да се го слушаат она што народот го вели срцето, внатрешниот глас и така да ги носат одлуките. Инаку во овие 13 години во политика и 10 години во собрание имало и добри и лоши моменти. Професионално можам да се сетам на убави настани, вака хронолошки, на намалување на даноци некаде 2006 година, на укинување на визите 2007 година, добивање покана за членство во НАТО 2008 година, но тука оди еден негативен грчкото вето за членство во НАТО. Тоа се сеќам, бевме со една огромна енергија дека ќе станеме членка на НАТО, целата држава беше раздвижена и така натака, па после тоа дојде овој ладен туш. Па 2009 година станавме земја кандидат за членство во Европската Унија. 2010-2011 година веќе кампањата Инвестирајте во Македонија ги даде своите резултати, многу странски компании почнаа да доаѓаат. 12-13 веќе големи инфраструктурни проекти почнаа да се гледаат, автопатишта кон Штип, кон Охрид, експресни патишта на цела држава, нови возови, еден променет поубав лик на Скопје. Во Охрид изградивме музеј на вода, работиме на плавошник, скоро е при крај, втор булевар изградивме во Охрид, булеварот Железничка, спортски сали, училишта, отворивме универзитет за информатички науки и технологии. Во Штип отворивме универзитет Гоце Делчев, на кој што веќе има, претпоставам, 4 или 5 завршени генерации, а тоа беше нешто што не постоеше, така што има една низа на убави моменти, паралелно на што го споменавме за Соедна Европа. Успеав да стигнам и да председавам со пленарни сесии таму, што е голема чест, но и големо признание. И еве уште еднаш да го повторам советот до сите оние кои што не слушаат, особено една помлада, нова генерација. Ние сега кога се навраќаме, се уште се рачунаме за млади, но доаѓа нова генерација. Веројатно, кога првпат ВМРО-ДПМНЕ дојде на власт во 2006 година, ако некој следната година гласа за првпат, имало 8 години, така што не очекувам да се сеќава, но мојот совет е секогаш да носат храбри одлуки и да самите ги носат одлуките, така е најдобро, но и уште една многу битна работа. Откако ќе донесат одлука, многу е битно да држат до одлуката и да ја реализираат. Што вие можете да донесете одлука за било што во животот, но ако силно не се потрудите да ја реализирате, после тоа само фрустрацијата останува, затоа што нема да ви се остварат со ништата. Така што носењето одлука секој значи многу работа, жртви, откажувања,
и плодовите доаѓаат малце покасно, така што да се има доволно трпение да се сочека тој период. Па и да се евалуира потоа. Апсолутно. Тоа вака би било накратко како едно искуство и ретроспектива на овој професионален дел. Секако има тука многу детали кои што можеме да ги разговараме. Во политика е интересно дека луѓето обично не остануваат цел живот. Неам ни јас таква намера. Сега за сега сум тука, веројатно во некој втор дел од животот ќе работам нешто друго. Но додека сум тука се обидувам да дадам се од себе. Затоа што професионални политичари нема таква категорија. Ако некој се обиде да е професионален политичар, на крај станува комплетно обратно од она што е. Така што додека сум тука, вака ќе слушаме на радио или ќе се гледаме на телевизија и повторувам, би сакал да ги мотивирам сите млади да се вклучат. Чувствувам, можеби е погрешен впечаток со цела задршка дека недостасува еден поголем активизам. Не политички активизам, таков видовме и гледаме и тој можеме да коментираме вака или така, но генерално е еден општествен активизам. Не знам која е причината, за тоа веројатно треба и пострушни луѓе од мене да кажат, но за жал го нема и не ги гледаме младите луѓе активни како што се случувало во минатото и ова е еден мој повик кон нив да малку иземат работите во своји раце. Така, овде одиме след една куса пауза, 17 часот и 30 минути и се враќаме веднаш со нашиот разговор. Да, вие слушате умствена гимнастика, заедно со нас е Александар Николски, пратеник во Собранието на Република Македонија. Интересно е тоа што несебично сподели дел од советите од сопственото искуство во политиката. Јас често во студиото канам и млади политиколози кои што за среќа ми го враќаат ентузијазмот дека се уште постои активизам кај младите, иако е во навистина поограничен круг. Имам впечаток дека твоите генерации на политиколози на правниот факултет Јустинијан I навистина дадоа кадри кои што некако се распоредија во различни институции, меѓутоа има и силна амбиција и желба и на некој начин ги реализираа со ништата од студентските денови. И најчесто младите политиколози, еден си од нив, кој што е во Собранието, за жал помал е бројот на политиколози, веројатно ако завршеше според советот на мајка ти на медицина, ќе беше во редот на докторите кои што се навистина бројни во овој состав на законодавниот дом, меѓутоа еве како политиколог, најчесто тенденцијата е и желбата е на младите како крајна цел да завршат во редот на претениците во законодавниот дом како една реализација на она за што учеле, за што студирале. И еве вака после толку години искуство кога би требало да направиш на некој начин споредба на тоа што е теорија, што си го совладал како предмет на материја за време на студиите и она што се случува во реалната политика. Постои ли голема дискрепанца? Ние бевме мислам дека беше игра на случајност, една навистина фантастична генерација на политички науки. Почнавме 126 луѓе, проложивме 34 во втора година, за жал голем дел квадрираа во прва, тогаш беа ни други услови, не беше како болонски систем како што е сега. И сите 34 дипломиравме. И повеќето од нив јавноста ги знае, да не бројам сега со имиња. И имавме една исто така фантастична екипа на професори. Председателот Ѓорѓе Иванов беше наш професор. И всушност тој ја водеше таа група, затоа што тоа е некоја традиција на политички поем, професор е како одговорен за групата, имајќи предвид дека се помал број на студенти. Па после тоа ние го мотивиравме неколку студенти, негови се кандидира за председател на државата и така се кандидира 2009 година, тоа сум го кажал неколку пати јавно, дека практично идејата и иницијативата дојде од нас. Разговаравме неколку пати со него пред новата година, 2009 година, и некаде на Василица 2009 година се согласи и така тргна кампањата за него. Тој секогаш велеше дека разлика меѓу политичар и политиколог, не знам дали се согласува сега, е како разлика помеѓу криминолог и криминалец, но не во она вулгарна смисла, туку во смисла дека едно е да имате теоријата, а друго е да го спроведувате тоа во пракса. Мислам дека политичките науки се убави баш и заради овај научен дел, и мислам дека дел од колегите кои што беа во мојата генерација продолжија се занимаваат исклучиво со наука, еве ги поздравувам доколку слушаат. И сите оние кои што студираат сега би им дал совет да
доколку сака да продолжат со наука, дека е добро тоа, но доколку сака да се опробаат во активна политика, дека е добро тоа, но тука ќе им треба и малце повеќе вештина од она само теоретско знаење кој што го стекнуваат на политички науки. Иако да се вратам на тој период, имавме една фантастична генерација на професори. Дел се познати во јавност, дел не се, би сакал да ги поздравам сите кои што не слушаат сега и навистина едно добро искуство стекнавме. А малку да се нашалам за докторите. Докторите некако имаат најмногу мерак за политика. Веројатно е тоа поврзано со тоа што практично и докторите вршат општествена работа, општествено корисна работа, затоа што се занимаваат со луѓе, лечат луѓе и така натака. Од друга страна, народ наш е секогаш благодарен кога некој ќе му помогне. И најмногу ги имаме во политиката, јас секогаш се шалам со нив на таа тема. Но добро е што се тука, затоа што го има тоа чувство на комуникација со луѓе низ целиот свој професионален живот и ќе дојдат 4 или 8 години во политика, ќе го споделат тоа, па ќе се вратат на професијата, така што корисно е да се работува. Собранието се секогаш најбројни, ова е мој 4ти мандат. Број еден професија биле доктори, веројатно така ќе остане и во годините кои што доаѓаат, и меѓу градоначалниците се најбројни, што значи дека народот ги почитува и ги сака. Но да се вратам на ова првото. Мислам дека она што е исто така значајно по однос на сите оние кои што сакаат да се занимаваат со општествен живот е дека не секогаш е неопходно да завршите политички науки или правен факултет за да оправите тоа. Може да бидете од било која струка и во одреден дел од животот да почувствувате дека треба нешто да дадете. Драго ми е што во овие 10 години перцепцијата за политичарите се смени и одна перцепција на готовани, на луѓе кои што само чекаат да нешто добијат како валоризација на она што го прават или како привилегија. Веќе перцепцијата е сега дека поголем дел од политичарите се нечесни луѓе кои што се обидуваат да потрошат дел од својот живот на нешто што ќе остане како вредност после тоа. И драго ми е што е така и се надевам кај генерациите што ќе доаѓаат после нас ќе успеат да го задржат овој имидж. Секако ги има и овие други, ги гледавме оваа година дена, но се во едно значајно малцинство. Така, кога веќе ги споменав студиите по политички науки, веројатно кога се започнува таа приказна, често имаме некои идеи кои што не водат одредени идеали до некоја смисла, па би рекла и личности од светската политика кои што ни служеле како мотив, како урнек или ако ништо повеќе барем како инспирација во својата политичка кариера. Ти се случува ли некогаш да прочиташ некој историски говор кој што делува инспиративно или постои ли некој лик од светската политика кој што ти служел како инспирација? Јас во суштина и многу сакам историја, но повеќе сакам она така наречена социјална историја. Значи не она историја на факти, таа и таа битка се случила тогаш и тогаш, толку и толку војници на двете страни победиле тие. Него она историја која што говори како изгледал животот на луѓето во тие периоди, затоа што има многу работи кои што може да се научат. Сега би препорачал на слушателите на History Channel оди една преубава емисија во неколку епизоди за тоа како Австро-Унгарската империја ја развивала железницата низ целата таа територија на Австро-Унгарија, што е сегашна Централна Европа плюс Хрватска и Словенија. И во суштина вие гледате и како се развивал целиот тој простор кој што е можеби најубав во Европа во моментов. Особено ми е интересен онај период на 19 век и помеѓу двете светски војни. Секогаш истражувам, гледам да најдам нешто плюс. И секако дека имам ликови кои што многу ги почитувам, од македонските ликови има неколку ликови кои што не се многу присутни во јавноста, кои што се навистина вака значени, а неколку се контроверзни, ќе кажам. Целиот тој период помеѓу двете светски војни на активизам на ВМРО, на историското ВМРО е значаен. Тука ви спомнал една легенда на ВМРО, која што за жал е заборавена, тоа е Кирил Прличев. За слушателите тоа е син на познатиот Григор Прличев. Еден врвен интелектуалец, човек кој што на крајот на својот живот во 1943 година во Охрид го открива гробот на Свети Климент на Плавошник, па ние затоа имаме сега црквата и целата таа приказна околу Свети Климент. Секако тука е неизбежен Тодор Александров со седо она што го има направено. Христо Матов исто така еден врвен интелектуалец и
и еден трагичен лик на крајот на својот живот и многу други, а од светската историја тој период го неколку личности исклучително ги ценам. Вудро Вилсон е прв кој што ја дава идејата за тој американски председател во текот на Првата светска војна и по завршувањето на Првата светска војна, прв човек кој што ја дава оваа идеја дека треба светот да се обедини, ги става основите на Лигата на народи, која што после Втора светска војна станува Обединети нации, основите на ова сојузување на европско и на светско ниво. Сега го тука е неизбежен председателот Рузвелт, кој што ја води Втората светска војна. Така што тоа се вака ликови кои што ставаат впечаток. Од нашата историја тука не сме да се заборави генералот Михајло Апостолски, кој што ја поставува целата основа на борбата на македонскиот народ за конечно да создаде своја држава, така што ова се некои ликови кои што вака и од домашната и од светската историја, за кои што читам, кои што ме интересираат, кои што биле некоја водилка и во студирањето. И сега кој не смеам да заборавам еден голем мислител, за кој што сите веруваат дека нема му се остварат теориите, но за жал на светот се остварува. Тоа е Хантингтон, кој што го предвидел она што се случува сега преку Clash of Civilizations, судир на цивилизации, некаде пред 25 години. Еве еден поттик за сите кои што не слушаат да ја најдат книгата, ја има на Амазон. Би препорачал оние кои што се добри во англиски да ја прочитат во оригинал. На англиски не е скапа, е некои $10-12 со си испорака. Тоа е отлика колку пак едно излегување. Ја споделувам со моите студенти често пати, така што може да најдат и македонска верзија од истата, иако е малку постаро издание. Одлично, така што тоа е околу 500-550 денари. Претпоставам дека едно излегување помалку, но задоволство повеќе ќе биде во читање на она што случува и ќе пронајдат многу од работите кои што ни се случуваат сега и нас како држава, но и на целиот светски поредок, она што случува во Сирија, бегалците и така натака. Вака ова бил некој одговор на ова што го поставивте како вонредно значајно прашање и во кое што треба да се пронајде секој кој што сака да се занимава со или со јавен живот или со наука. Но воедно една убава порака дека не треба да ја заборавиме на книгите и покрај овој динамичен живот и јас би рекла време кое што најчесто користиме инстант придобивки на секоја страна, сепак книгата е нешто што останува незаменливо во секоја смисла, особено ако сакаме да градиме кариера веќе во политиката или во јавниот живот. Овде е време да направиме една куса пауза и се враќаме со последниот блок од нашиот разговор. Останете со нас. И ова е последниот блок од умствена гимнастика од ова последно издание за оваа година, празнично издание. Заедно со нас Александар Николовски, пратеник во Собранието на Република Македонија, зборуваме за искуствата од политиката, за политичката кариера досега и кога ќе споменеме 10 годишно искуство во законодавниот дом и уште 2-3 години надвор од тоа активно занимавање со политика. Многумина ќе речат на кои што име предизвик да бидат дел од политичката сцена. Да, одлично е, веројатно само имаме придобивки кога сме во политика, сето тоа е задоволство, политичарите се привилегирани во општеството, меѓутоа се заборава да се каже онаа другата страна, на преполните агенди, на низа недостатоци кои што постојат, немањето време за собствен приватен живот, растргнатоста помеѓу граѓаните, незадоволството кога колку и да сакате да угодите, секогаш се јавува. И секогаш постојат две страни од приказната, но најчесто за јавноста се пласира она позитивната, дека е вистинска привилегија да се биде пратеник еве во еден 10 годишен мандат. Може ли малку за слушателите да ја доближиме функцијата пратеник, што тоа значи, како изгледа една агенда на пратеник и кои се предностите, а кои се недостатоците во целата оваа професија? Ќе почнам од последно, приватен живот нема, затоа се вика и јавна функција. Кога вршите јавна функција, вие во ниеден дел од 24 часа не сте приватна личност. Затоа што дури и она што го правите, условно кажано во слободниот момент, е повторно под очите на јавноста. Така што треба да внимавате како се однесувате не само на работа, туку и надвор од работното место. Како изгледа, веројатно не може за слушателите да знаат, не може да се дефинира како, не знам, одите на работа како во 8:30, си одите во 4:30, па имате пауза во 12, така нема таква работа. Во суштина работите онолку колку што
самите мислите дека треба и тоа ви се одразува на тоа после како ве гледаат граѓаните и дали ќе ви изберат повторно или не. Ако сте одговорни, ќе ви изберат. Ако дадете резултати, ќе ви изберат. Ако не дадете резултати, тогаш нема ви изберат. За стереотипов се согласуваме, веројатно е резултат на едни минати времења, кога и било така. Се злоупотребувале функциите, се користеле и недозволени привилегии, не се завршувале работните задачи, но во овие 10 години е сменато и драго ми е што и граѓаните го препознаваат сето тоа. И во тој случај вредат и напорите. Инаку секако, да, значи има и незадоволства, има и луѓе кои што ќе ви пристапат, кои што ќе кажат дека се незадоволни од нешто, но основно е да ја задржите комуникацијата со луѓето и за добро и за лошо. И јас секогаш велам, во политика не може да добијате 100%, тоа е и дефиницијата на изборите. Во политика се борите за 51%, така што 100 луѓе, ако 51 има добро мислење за вас, тоа ще успееле. Останатите 49 се обидете да ги убедите во периодот кој што доаѓа. Инаку да, трпи приватниот живот. И она што мислам дека е најголема жртва на јавната функција е што трпи приватниот живот и на тие околу вас, односно на фамилијата, кој што не се во јавен живот. Например, трпи приватниот живот на моите пријатели, на моето семејство, родителите, братот и така натака. Затоа што мала е државата, луѓето се познаваат меѓу себе, па знаат да им пристапат, да ги прашаат нешто или да побараат. И тоа е можеби најнегативно во целата оваа работа и не можете да го компензирате. Но секоја работа има и плюси и минуси, нема идеални нешта и на крајот изборите ги правиме сами, како што зборувавме на почеток на емисија. Кога ќе направите избор, не треба ви е жалди и треба да го терате до крај, така што тоа е моето мото во моментов. Па кажав некогаш кога ќе занимавам со некоја друга професија, веројатно ќе можам да ја направам и разликата што е плюсот, што е минусот и на едното и на другото. И во овие 10 години се чини дека многу нешта се смени и во водењето на кампања. Имајќи предвид дека од 2006 година кога стана пратеник ги водеше Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, најголемата, најбројната младинска организација, и всушност во тие денови кампањата се водеше на еден малку поинаков начин. Ако споредиме со денешната кампања, се чини дека многу повеќе битката се води по социјалните мрежи отколку реално на народните форуми или битки кои што порано би рекла се водеа повеќе на улица. Па и се слагам и не се слагам затоа што веќе има една огромна пенетрација на интернет во Македонија. Читав денес дека 1.400.000 граѓани во Македонија користат интернет, а милиони имаат Facebook. За споредба, кога ние дојавме на власт во 2006 година, 7% од населението користеше интернет. Тоа е, ако сме 2 милиони, тоа му доаѓа некаде околу 140.000 жители. А сега користат 1.400.000, значи за 10 пати се зголемил од 7 на 70% ова пенетрација на интернет. Или, например, колку да звучи смешно, јас прв Facebook профил отворив 2007 година и бев меѓу првите кои што воопшто во Македонија отворија. За сега милион луѓе да имаат Facebook и да веројатно никој не може да си го замисли животот без на телефонот 7-8 пати денеска да провери, да направи некој чет со пријателите или да постира нешто. Но во исто време и стојам за ова. Јас многу ги користам социјалните мрежи, но стојам за ова дека личниот контакт е незаменлив и дека она што можете да го добиете како позитивен фидбек од граѓаните при личен контакт никогаш не можете да го добиете на социјалните мрежи. И јас го правам тоа и сите оние политичари кои што го прават тоа, верувајте дека се многу поуспешни од оние кои што остануваат само на социјалните мрежи, иако се наубава и корисна алатка. Зборувавме за книги. Многу убаво кога ќе видите книга дома, но сега ги има и електронски, така што за помладите полесно читаме сега веќе книги на таблет, нема потреба да ја носите целата. Се менуваат работите, продолжува да се менуваат. Она што сме ние пионери како ВМРО-ДПМН, дека секогаш овие нови технологии први ги преземаме, први ги користиме, така што ќе има доста изненадување и во кампањата во 2006 година. Во 2016 бевме прва партија која што имаше посебна кампања на Facebook, така ни беше нели и знакчето на слоганот на кампањата, она нели познато лајк од Facebook.
2016 ќе е уште поинтересна е вака една најава, па слушателите ќе видат кога ќе дојде времето за тоа во неофицијален дел на кампањата. Така. И кога сме веќе кај директниот контакт, бидејќи ова е веќе крајот на емисијата предвидено за денес и времето веќе не истекува, јас ќе им порачам на нашите слушатели да го искористат времето за овие празници, повеќе да поминат време со своите најблиски, во лични, во директни контакти со своето семејство, со своите сакани, со своите блиски, а ако ништо повеќе, барем да ги одморат малку социјалните мрежи, затоа што некако се чини дека повеќе живееме во виртуелната реалност отколку во директниот контакт со нашите најблиски. Александар, истече времето предвидено за умствена гимнастика за денес. Ти благодарам што беше дел од ова издание, последно за 2015 година. Ти посакувам многу успех и среќа и многу берекет во наредната 2016 изборна година, која што верувам дека е уште еден нов предизвик за тебе во твојата кариера. Благодарам многу. Истото ти го посакувам и тебе. Знам дека оваа година ти беше многу убава. Посакувам следната да е уште поубава и на професионален и на приватен план. На слушателите да им ја честитам новата година, на католиците и на оние кои што слават Божик денес Божик, на православните на 7 јануари, да бидат секојаш во добро друштво со позитивни луѓе и да слушаат убава музика. Мислам дека тоа е најубаво за празниците и со многу работа, се ќе се дојде порано или подосна. Посакувам успешна, убава и благословена 2016 година. Благодарам, Александар. Јас се придружувам кон убавите желби за новата 2016 година. Следната средба со нашите слушатели ја закажувам на 8 јануари во истиот добро познат термин од 17 до 18 часот, а до тогаш ве поздравувам и ве посакувам среќни и благословени празници. Ова е Трговско радио дифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Моето име е Христина Рунчева-Тасев. Слушавте умствена гимнастика на 25 декември 2015 година. До слушање. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.